Онлайн шопингот потикнува импулсивно купување поради неговата удобност и таргетираните реклами. Леснотијата на купување и враќање на производи придонесува за прекумерен текстилен отпад, бидејќи голем дел од вратената облека се уништува. Трендовите на брзата мода ја забрзуваат потрошувачката, правејќи облеката застарена и неупотреблива, со што се зголемува нивото на отпад. Културата гледај сега, купи сега, на онлайн модата ги тера потрошувачите да следат брзо променливи трендови, што резултира со краток век на траење на гардеробата. Ова однесување е поврзано со циклус со кој новите купувања брзо стануваат отпад. Како резултат на тоа, депониите се преполни со фрлена облека, испуштајќи штетни загадувачи како метан и микропластика. За да се намали овој ефект, потрошувачите треба да ги преиспитаат своите купувачки навики и да дадат предност на одржливоста. Онлайн шопингот го прави купувањето лесно, премногу лесно, инстантно задоволство и импулсивно купување. Брзо, удобно, но по која цена? Прекумерната потрошувачка е лесна кога шопингот е без напор. Депонии, загадување, микропластика по нашата вода. Онлайн шопингот е лесен и удобен. Меѓутоа, дали ја знаете скриената цена на модата? Ние, заедно во соработка со Верди Мед проектот, работиме и се стремиме кон одржлива иднина во модната индустрија. Затоа, приклучете ни се во создавањето на вистински промени. Дали знаете колкав процент од сите текстилни производи пласирани на европскиот пазар се уништуваат пред да бидат користени? 0%, 4 до 9%, 70 до 80%. 4 до 9? Според достапните студии се проценува дека од 7 до 9% од сите текстилни производи пласирани на европскиот пазар се уништуваат пред употреба, што изнесува вкупно 264.000 до 594.000 тони уништени текстилни производи годишно. Дали знаете кој е просечниот процент на враќање на облека купена онлайн во Европа? 2%, 20%, 80%. Мислам дека е 20%. Секоја 500 парче облека купено онлайн се враќа. Процентот на враќања кај онлайн купувањата е до 3 пати повисок отколку во физичките продавници. Но, што се случува со тие вратени производи? Дали знаете колкав дел од нив се уништува? Половина, 1/3, 1/5. 1/3. Се проценува дека од 22 до 43% или во просек 1/3 од сите вратени парчиња облека купени онлайн завршуваат уништени. План за дејствување. Што можеме да направиме? Купувајте само она што ви е потребно. Проверете ги водичите за големини пред да нарачате. Поддржете брендови со одговорни политики за враќање. Модата треба да се носи, не да се фрла. Направете секоја набавка да вреди. Следете го проектот Верди Мед и научете повеќе на нашите канали.